Благодариме Елизабета за се разбира и ова трето линковско вклучување во Македонија наутро и соработката денес. Ние се враќаме во студио со една убава тема. Требаше да ги одделиме нашите гости, да ја фатиме оваа тема од две перспективи, но одлучивме да споиме, да направиме две во едно и малку подолг разговор, кој што верувам дека ќе ви биде пријатен и интересен. Полно ни е студиото со гости и секако звездата на денешното гостување, меѓутоа ајде да најавиме. Во наредните минути ќе ја споделиме невообичаената приказна за Роџер. Тоа е кучето, лабрадорот кој што стана дел од Универзитетската клиника за психијатрија и Роџер утринава е со нас, така што ќе го знаеме кога започнува неговиот работен ден, меѓутоа и со неговата добрина и палавост како успел да стекне доверба кај пациентите, па и кај нив да изнуди широка насмевка и секако радост. Добро утро за нашите гости. Прво ќе го поздравиме Роџер. Не прашав дали има презиме. Нема уште. Се уште нема. Сега ќе се биде само Роџер, малку да се пошагуваме. Добро утро и за доктор Марко Наумовски, доктор Стефанија Митровска од Универзитетската клиника за психијатрија. Добро утро. Дојдовте и благодарам што сте дел од Македонија наутро. Благодариме за поканата. И добро утро за нашата колечка Мери Јордановска. Нема исто така потреба за некоја посебна најава и долгогодишен активист кога станува збор за правата на животните, за милениците. Мери, во овој разговор секако го споивме бидејќи се заслужна и за она видео кое што стана вирално во јавноста, кое што го изработивте во соработка со клиниката, каде што го представивте Роџер. Сакам да помоабетиме и за првиот медиум кој што го добиваме наскоро за домашни миленици, за миленици и се тоа што треба таму да се најде прочите. Добре ни дојде. Добро ве најдов, благодарам за поканата. Имаме многу прашања подготвено, ќе ги поставуваме, дел се секако за вас, дел за Мери, но може да се надополнувате. Сакам да направиме еден убав пријатен разговор и на крај да ја секако доловиме поентата и суштината зошто го правиме сето ова утро. Одиме поред Симона. Прво, сите нас не интересира за Роџер. Кој е Роџер всушност? Како изгледаше вашата прва средба и зошто токму тој е вдомен на клиниката за психијатрија? Вака идејата за вдомување на кутре на нашата клиника трае релативно долго, меѓутоа сите оние процедури и постапки кои се потребни за да возможиме соодветни услови за негово вдомување, беа потребни да ги завршиме и за да нели бидеме спремни да прифатиме и да вдомиме вакво кутре. Роџер не беше избран сосем случајно, беше одбран преку еден вид јавен оглас во моментот кога баравме соодветно кутре за нашата клиника. Потекнува едно семејство кое си има за него грижено 2,5 години, уредно грижено, уредно чувано, растено со деца. Меѓутоа поради лични причини беа принудени да го дадат на посвојување. Го одбравме Роџер, бидејќи од сортата лабрадори. Самите лабрадори по својот карактер, особини, начин на однесување, начин на учење и довербата која имаат во луѓето се најсоодветни за тераписки цели, во установи медицински здравствени, работа со деца, така да од таа причина сите овие фактори придонесоа да се одлучиме за посвојување токму на Роџер. Роџер го залажуваме малку ние со мали пригодни подароци за да се гледа во камера, ама колку е попослушан и од нас е попослушан, си остана на место. Да. Програма во живо, ако му се шета малку, може и да се прошета низ студио, да не се грижите за тоа секако. Како беше првиот ден кога Роџер влезе во клиниката? Како он реагираше, како реагира луѓето таму, колегите, пациентите? Кога дојдовме со колегата со и гледаме ни видеото, ова е официјалното видео. Да го земеме, постапката траеше некои 3-4 часа. Кога дојдовме на клиниката, целата клиника не пречека, навистина позитивно. Мислам, такво воодушевување, на таков топол прием најде, да навистина ја лично бев помногу изненаден. Се надевам не ти е проблем да зборуваш, не ти го одзема многу Роџер вниманието, ама и да сака да се прошета слободно за гости, не е тоа дозволено, ама за Роџер е се дозволено. Бидејќи ни е специјален гостин, па може да биде и првиот кој што би се прошетал низ студијата.
Мери, следното прашање до тебе, приказната за куќето Роџер предизвика силни емоции во јавноста. Што според тебе ни открита за нашата способност за емпатија и грижа кон животните? Да, Роџер беше известно време беше на клиниката пред да предложам да се обзнани во јавноста дека станува збор за вдомено куќе од страна на здравствена установа, што кај нас нели досега не било. И искрено со малку страв тоа го правевме и многу внимателно, затоа што кај нас знаат често нели луѓето да изреагираат со одредени негативни коментари, дали е куќето адресирано, што прави сега во здравствена установа, нели кај нас е малку поларизирано општеството кога се работи за куќиња. Затоа сме таму каде што сме, ајде да ги именуваме работите. Да, ќе зборувам и за тоа малку нели подоцна. Така што малку со страв го правев и тоа видео и го објави затоа што не знаевме каков одек има во јавноста, иако веќе се знаеше каков одек, колку позитивен одек има кај пациентите и меѓу вработените. Меѓутоа, јас навистина бев многу пријатно изненадена од реакциите, дури дел од реакциите беа со загриженост кон Роџер, да не спие надвор на ладното, да не е надвор, да не му е студено надвор, зимски период, има нели он бокс, така што требаше да се објаснуваме на социјалните мрежи дека кога е вакво времето спие внатре, си има креветче во дневната болница каде што нели преспива дека не му е ладно, така што ова ме натера кон некои два заклучоци ме донесе дека кај нас се уште превладува, има емпатија и љубов кон животните, бидејќи навистина немаше негативен коментар за тоа што прави еве куќа на универзитетска клиника. И другиот заклучок ми беше тоа дека луѓето навистина во ова време се желни да видат и чујат нешто убаво, нешто што ретко кај нас веќе го има. Нели преплавени сме со лоши вести, со црни вести, со негативности постојано, и кога ќе се види едно кутре како разиграно е меѓу пациенти, меѓу персонал, дека има веќе позитивен фидбек од оние кои што и се хоспитализирани, се дел од дневната болница, дека има луѓе кои што навистина се грижат за едно суштество што нели целиот негов живот зависи од нас, од луѓето, дека наидува на многу позитивни реакции, така што навистина пријатно бев изненаден од тоа колку, речиси 200.000 гледања има видеото и илјадници коментари преземено нели од сите медиуми, така што ете оваа иницијатива на директорката, на професорката Славица Арсова на клиниката за психијатрија, навистина ете ги раѓа првите плодови од она што беше и очекувано, меѓутоа во однос на реакциите на јавноста дилемите се до некаде разрешени, дека се дефинитивно позитивни. Колку е убаво да се слушате. Нели да. Ова е да се слушна и да пренесеме ваква позитивна информација. Ќе разговараме секако и за тоа како пациентите го прифатиле новитетот и доаѓањето на Роџер. Јавноста нели секако со лавина позитивни коментари и реакции. Меѓутоа, најпрво ме интересира и во однос на тоа колку време на Роџер му беше потребно да се навикне на новата средина и на некој начин сам да воведе навики кои што ќе важат и за него, меѓутоа и за останатите, и персоналот и пациентите, новото негово секојдневие. Така. Роџер навистина брзо се прилагоди кон новата средина, меѓутоа тоа и не е толку изненадувачки, замајќи предвид дека ние во самиот избор внимававме да е куќе кое што е растано, како што веќе колегата наведе, во семејство со грижа и љубов. Тој веќе имаше стекнато навики и беше социјализиран, што беше навистина погодно за средината во која што дојде. Многу брзо беше прифатен како од пациентите, така и персоналот. Ги стопи нашите срца, меѓутоа и постепено гледаме како ја топи и стигмата и предрасудите во врска и со праксите во менталното здравје и целокупните предрасуди за нови интервенции и нови активности во здравствените служби.
Јас не знам дали имаме некој од камерите слободно, меѓутоа можеме малку и да го покажеме Роџер како си ужива во студиото во моментов, чисто дека му е пријатно И тука лесно дека се за прилагоди. него се зборуваме и тука лесно се прилагоди во контекст на прашањето. Зошто изборот падна на лабрадор? Што ја прави оваа раса посебна за ваков тип активности? Иако примарно лабрадорите или лабрадор ретриверс се раси кои се користени за лов, особено за лов на птици, бидејќи нивниот нежен стисок на вилицата овозможува птицата да ја земат од уловеното место и да ја донесат до ловецот. Сепак поседуваат една плејада на позитивни карактеристики што ги прави одлични за овој тип на потреби и цели. 70% од кучињата во светот кои се користени за медицински цели потекнуваат, односно се лабрадори. Останатите 30% се германски овчари или златни ретривери. Така да секогаш кога Марко ќе почне да зборува, Роџер Роџер е на некоја позиција. активност. Сега ќе го пуштам за да си не лежеше слободно. нивните карактеристики од типот на дружелюбивост, тоа што се мирни, тоа што имаат доверба во познати, дури и во непознати луѓе. Можноста да се снајдат сами без некој посебен тип на команди. Тоа што не се територијални, нормално има одредена територијалност, меѓутоа како раса не се до тој степен територијални за да покажат па и одреден тип на агресија која би ги загрозила нели лицата на кои им се потребни. Особено се добри со деца. Палави се истовремено, сега имаат една лоша, неубава особина, тоа што се ненаситни. Па добро, многу сака ја гледам И таа ненаситност може да пиеме кафе, Роџер. Дојди. Таа ненаситност може да доведе до дебелина која е уствари единствениот здравствен проблемот кој страдаат овие кутриња. Живеат релативно долго, некаде до 12 години, што стварно ни дава еден период за дружење и за искористување на максимумот од него. Сега си го запознава студиото и ова ќе му биде како дом, предпоставам, исто која ќе дојде следен пат, ќе се чувствува веќе... Сега да шушне со кесата, Марко. Се враќа назад. Роџер. Чекај да видиме, моите кучиња тоа го прават дома, јас имам тактика. Здраво, Роџер. Македонска работа, се продаваш за едно вакво... Значи, немој таков да бидеш одма. Држи си на свое. Повелете, можеш едно да го дадам, ајде. И толку. Да докаже за една од особините кои што Марко ги дека е ненаситен. Бери, како активистка која долги години наназад, навистина зборувате за она што е најважно за животните и општеството како ги прифаќа, меѓутоа и како ги гледа и доживува. Освен овие позитивни коментари и реакции од јавноста за Роџер, колку сме далеку од тоа како правилно треба да дадеме грижа на животните, не само собствениците, туку нели како општество, како целина, кога можеме да помогнеме таму каде што е најпотребно, а потребно е многу, затоа што имаме огромен број бездомни животни, така што во која насока се движат работите? Да, тука немам баш позитивни вести, ниту позитивно искуство да споделам. Кај нас, како што реков, е крајно поларизирано општеството. Има луѓе кои што навистина имаат љубов кон животните, меѓутоа има и, мислам, и самото тоа што имаме толков број бездомни животни покажува дека имаме голем број неодговорни собственици, бидејќи токму од таму произлегува и толков број неисфрлени животни по улиците, толку голем број завиткани мали кутриња во кеса фрлени во контејнери, што значи дека во случајов, со оглед на тоа што надлежните институции не се доволно ажурни во поглед на решавање на проблемот и санкционирање на овие појави, имаме една ситуација кога едни го прават проблемот, а други граѓани го решаваат и трошат собствени средства, трошат собствени нерви, собствено здравје за да ги тргнат тие кучиња од улици, за да ги лекуваат, за да ги спасат. Мислам, дури и мојата ситуација е таква. Па дури има замена Роџер во друго студио. Големо ни е студиото, има среќа. Што исто така приказната, се извинувам, ве прекинувам, меѓутоа приказната на Роџер е позитивна и уште еден аспект, дека неговото семејство, односно првите згрижувачи, иако од лични причини, кои што секој би можело да ги има,
нашле решение и нашле соодветно место каде понатака да Имено, мислам, да живеа, да не бидат на улица. грев, иако, мислам, куќето ни пружа, нели, огромна љубов со него. Врзувањето со куќе, според сите истражувања покажува дека нилачи окситоцин, тоа е, нели, хормон на врзување, на поврзување. Меѓутоа, има секакви случаи во животот, не можеме да кажеме со сигурност дека ќе можеме во наредните 10 до 15 години да се грижиме за едно суштество, се случува се, меѓутоа, поентата е во одговорноста на граѓаните, одговорноста да, доколку не може да се грижат, да не го остават на улица и да си заминат и тоа куќе да стане бездомно, туку да се понудат и да се потрудат да му најдат најсоодветен дом. И затоа мислам и секоја чест за оние што предходно се грижеле за Роџер и потоа му се наоѓа соодветен дом и тоа е начинот на кој што треба да функционира ова општество. Во случај кога не функционира, треба да проработат казни, нешто што кај нас е многу занемарено и речиси незамисливо, да неодговорните собственици сносат сериозни казни, бидејќи од едно куќе на улица за многу кратко време, за 6 месеци веќе може да произлезат десетици други, нели, доколку се спари, тие куќиња понатаму остануваат на улиците и се размножуваат. Така што тоа е еден проблем кој што доколку не постојат санкции, не може поинаку да се реши во општество какво што е нашето, каде што одговорност изостанува. Ајде малку за терапијата да позборуваме. Што придонесува Роџер, малку да навлеземе и во тој дел од приказната и зошто е дел од клиниката? Така, најпрвин важно е да истакнам дека ова идеја за вклучување на активности поддржани од животно во склоп на нашата универзитетска клиника за психијатрија можеме да го потекнува од, како што веќе напомена Мери, од професор Славица Арсова, која е актуелен директор на нашата клиника и израснува од спојот на љубовта кон животните, но и стремежот кон континуирано напредување на психијатрискиот третман. Ние постојано учиме преку примери од литературата, меѓутоа и преку поврзување со искуствата на нашите колеги глобално, па темелејќи се на позитивните примери од веќе имплементирани ваков тип на активности во регионот, како на пример во Хрватска, во Словенија, меѓутоа и во другите европски држави и светски. Дојдовме на идеја, дојде професорката на идеја и се реализира со помош на верниот тим од клиниката, токму ваква новина да внесеме во нашата клиника. Добар е Роџер, добар. Се е окей. Добар. Активностите поддржани од животно представуваат активности кои што со помош на животно, во нашиот случај куќе, се реализираат и се центрирани кон контактот со индивидуата и животното. Тие не се тераписки правец, немаат јасно дефинирана цел во нивното спроведување, не се мерат ефекти и не е нужна специјална обука ниту на животното, ниту на неговиот водач. Меѓутоа представуваат една одлична мотивацијска и релаксациона активност, која што научните податоци, меѓутоа и праксите, веќе и нашата пракса, ни покажуваат дека има плејада од благотворни ефекти, како на менталното, така и на физичкото здравје. Тоа што се постигнува и се цели да се постигне е едно подобрување во однос на емоционалната сфера, подобрување на расположението, намалување на напнатоста, подобра социјална комуникација, раст на емпатијата, преку ангажманот во грижата, нели, се унапредува и нашето физичко здравје. Веќе Мери малку и допре тоа дека овие поволни ефекти имаат и биолошка основа, точно тие ги активираат тие хормонски спреги кои што ја будат нашата среќа и радост. Јас велам, убаво е што сакаме на луѓето да им пренесеме што значи комуникација со животно, но од една страна и се радувам што сум дел од таа група на луѓе што го разбира нивниот јазик, бидејќи го нема секој тој благослов на овој свет да се разбира со животните, но ете наше е преку овие разговори да им пренесеме дека барем не мора да се разбирате на ниво кое што се разбираме ние, но барем прифатете ги. Бидејќи сите паѓаме и од лично искуство, ја знам кога имав тежок период од животот, 2017 година ми се појави првото куќе од нигде никаде. Да, тоа јас сакав. Тоа ми беше најдобра терапија тогаш, искрено. Да, и така си ги гледам работите од таа перспектива. Јас понекогаш дури се прашувам
да речеме, кога исто поминува во исклучително тежок период за мене психички, ментално, физички, значи пред 4 години, 4,5 години, најслучајно видов на објава на Facebook од Кутриња фрлени, мајката беше мртва, уницица од мртвата мајка. И тоа мене гледка толку ме погоди да веднаш изреагирав и реков ја ќе се обидам да ги спасам. Значи тие тежа 100 и нешто грама, околу 200 грама беа кутрињата. И мене самото тоа што во тој момент помагнав, во тој што ги земав, што се грижев за нив, значи мене сосема ме препороди, ми го смени животот, ме спаси, ме извади од толку тешка ситуација, така што овие и сега приказни што и Стефанија може да ги сподели еве во однос на пациентите, позитивните реакции покажуваат колку е таа врската меѓу човекот и животот, една симбиоза која што емоционална врска која што е двонасочна. Па и целосно ни ја промени енергијата, Роџер, во студиото утрово, да. И тука и се уште го чувам Пинче, другарка ми што тогаш ми го подари кој кого спаси, who saved who, со шепа, бидејќи некако во тој момент кога ги спасив тие кутриња, ние меѓусебно се спасивме фактички. Јас не знам реално кој кого спаси, и јас неа и она мене. Така што тоа е една двонасочна врска која што, ете, се надевам дека секој би можел да ја осети доколку дозволи. Здраво. Како си? Многу убави очи има. Здраво, Роџер. А и чоколадните лабрадори не се многу чести. Да, дефинитивно. Како изгледа еден Работен ден на Роџер? Кажавме, нели, 7:30 почнува работниот ден. Има среќа Роџер поспива малку подолго од луѓе што работат на утринска програма. Како изгледа еден негов работен ден? Кој се грижи за него? Кажавме каде спие. Се грижи буквално целиот тим. Од директорката па сите што понатаму што сме во болницата тој ден се грижиме за Роџер. Значи активностите започнуваат некаде околу 7:30, каде колегите кои биле дежурни ги обавуваат оние рутински активности, тоа се прошетка, извршување на нефизиолошки потреби и хранење. Потоа Роџер во деновите за визита во дневната болница е активно вклучен на визитата. На групите со социјален работник, дефектолог и психолози исто така присуствува. Така. И во меѓувреме пациентите кои доброволно ќе пристапат кон овие активности поврзани со Роџер, го анимираат, се анимираат и они, го тренираат заедно. Значи имате помош. Дефинитивно. Битно е да се напомене дека при секој од овие активности пациентите не се оставени сами, туку имаме член од нашата клиника кој е во една улога на надгледувач околу сите тие постапки, тренинзи и така. Така. Тоа се дел од позитивните промени кои што Роџер ги вовел во вашата клиника, а верувам дека ќе има уште многу. Меѓутоа, ева и до сите нека биде прашањето колку овој пример со Роџер всушност е важен кај децата, затоа што можеби општеството е поделено, споделени мислења во однос на животните и како тие треба да се третираат, но со вакви активности, вакви позитивни примери, колку до некаде фокусот се и деца за од најрана возраст да знаат и како да се однесуваат, како да ги заштитат и да не ги повторуваат грешки за кои што ги имаме во сегашноста, токму сега кои што се случуваат. Да, ја би почнала, вие конкретни примери имате веќе од тоа како реагираат пациентите, најмладите пациенти на Роџер. Јас само би рекла, мислам, од оно што го знам, децата и природно реагираат убаво кога ќе видат куќе. И кога ќе шеташ прво кога ќе видат мало дете реагира со насмевка или со некој крик, весел, значи децата во себе веќе имаат таа емпатија и љубов кон животното. И сега на емпатијата не треба да се работи, тоа многу зависи од родителите колку како ќе реагираат. Дали ќе му рече беге тоа е валкано, не го допира и дали одведнаш ќе го тргне и понатаму и развојот на детето нели ќе зависи од тоа како реагираат родителите. Така што
во принцип децата природно си ја носат таа љубов. Тоа и веднаш се гледа мало дете, веднаш се насмевнува кога ќе види кутре. Така што јас само би рекла дека кога ќе се види дека навистина има таква љубов и таква врска меѓу децата и животните, треба да им се остави да си ја доживеат, да ја живеат, да не се кажува веднаш не го чепкај, бегај, тоа е валкано, мислам, понатаму така ќе се гради и личноста негова така и понатаму нели ќе се може да се создаде, да ескалира, да се создаде омраза. Так. А Стефанија мислам дека има и многу добри примери што може да ги сподели. Сигурно веќе сте сведочеле на убави примери и емотивни ситуации. Да, Ване. Каде што сте помислеле неколку пати дневно дека оправдана била одлуката. Навистина ја имаме таа чест непосредно да ги сведочиме позитивните ефекти кои знаете не се мерливи ниту со скали, а некогаш не ги соберани во зборовите. Тие се оние кои што се доживуваат и се слушаат преку срцето. Има еден таков пример кој што посебно допре до нас. Се работи за еден од нашите најмлади пациенти моментално, кој што создаде на толку убава релација со Роџер. Знаете, некогаш во склоп на нарушувањата на менталното здравје, како да се создаве на завеса која малку ни ги заскрива целокупноста на личноста. Меѓутоа, нивната релација која што е остварија, ни ја растргна и завесата, ни го отвори прозорецот, за да можеме да дзирнеме во здравите потенцијали на неговата личност, во шареноликоста, во желбата за она кое што е искрено и автентично универзална потреба на сите нас. А тоа е желбата за љубов, потребата од љубов, од внимание, од грижа, од игра и можноста за навистина подобрување. Тоа што ние го забележивме е навистина значајна начинно намалување на вознемиреноста и подобрување во расположението, меѓутоа и намалување во да речеме агресивното однесување, усвојување на поздрави образци на однесување, подобра социјализација, бројни ефекти кои навистина не само што се мене се чувствуваат. Супер, одлично. Обично ние од пудрата имаме суви очи, имаме проблем кога 3 часа водиме утринска, малку вака емоции, убаво не се навлажнија очиве од убаво. Некако се движиме при крајот разговорот, Мери, сакав да спојам, нели целата оваа поента на целата оваа приказна, ајде да се менуваме. Ајде да се промениме, бидејќи сведочиме на тоа колку луѓето, кучињата се од помош на луѓето. Гледаме што се случува за жал кога имаме природни катастрофи, кучињата кои бараат луѓе во потрага по луѓе и слично. Значи тоа е само еден пример. Работиш на медиум прв во Македонија, секако ќе кажеме прв од една страна е гордост, бидејќи почнуваш нешто од почеток, меѓутоа малку и поразително за општеството кај нас, што досега немавме едно место каде што можеме да читаме вести, да истражуваме, да наоѓаме одговори на прашања поврзани со животните и со милениците. Докаде е проектот со веб порталот? Да, 5МК ќе биде отворен деновиве, ќе биде пуштен. Конечно, тоа е моја животна желба, која што многу долго време си ја расте во себе и конечно ќе ја види светлината на денот. Сметам за прв пат граѓаните ќе имаат можност да видат една база на податоци од најблиски ветеринари до преку пет шопови, до грумери, дресери, невладини организации, значи се што им треба во однос на податоци каде што собственици на миленици ќе може да се обратат. И воедно ќе има приказни кои што ќе бидат од типот какова се надевам дека се повеќе ќе ги има такви приказни кои што се позитивни со цел да се разбудат и луѓето и да ја видат придобивката од милениците, дека тоа не се само нели куче кое што ќе го врзеш во дворот и ќе го заборавиш или со кое што ќе поиграш како играчка ќе го оставиш од кога ќе им се здосади на децата, туку малку подлабоко ќе се навлезе и во однос на тоа како треба да се чува куче, значи одговорно сопствеништво, текстови кои што ќе бидат редактирани, проверени од ветеринарни лица.
и одговорни граѓани и собственици кои што нема да гледаат на куќето како нели како играчка која што е тука привремено, туку како нов член на семејството. Таа едукација ни недостига и одговорното собствеништво, ни недостигаат и ажурни институции, така што сето тоа и сите новини ќе бидат опфатени во едно место и граѓаните ќе можат да се информираат навремено во однос на нели најновите информации. И секако, тука би потенцирала дека граѓаните им треба сериозна едукација пред да земат куќа, да размислат и какви обврски носи, така што има текстови од типот 7 прашања што треба да си ги одговорите пред да земете миленик, како да се грижите, како да изберете вистинската раса, бидејќи нели не е само тоа ќе гледаме филм и ни се допаднало куќето на филмот Акита и сега сите ќе земат Акити, меѓутоа кога ќе го видат карактерот на тоа куќе, веднаш имаме Акити што шетаат по улици, бидејќи не можат да се носат собствениците со тој карактер на куќе, така што ни требаат едуцирани граѓани, тоа се обидуваме, ќе се обидеме да го постигнеме со пецма, ке се надевам. Поддршка ќе добивате секако и од нас, бидејќи тоа ќе биде едно место каде што ќе се собираме сите, што сакаме да пренесеме убави пораки, вести и вакви убави приказни. Што на крај Роџер не учи во однос на менталното здравје, емпатијата и човечноста, ако може така да се каже? Многу работи. Роџер не учи да немаме предрасуди, да не стигматизираме, да не маргинализираме, да не сме агресивни, да сме толерантни, да имаме разбирање према сите групи на луѓе, према сите популации. Не учи на емпатија, не учи на разбирање, не учи на љубов, не учи на многу позитивни емоции кои мислам дека треба да ги прифатиме и да ги пренесеме за да направиме едно општество подобро за сите нас. Не учи и да се почистиме со понекоја грицка. Имавме доста прашања подготвено. Меѓутоа, секогаш кога имаме вакви теми, времето ни поминува доста брзо. Споивме два разговори во едно за да имаме повеќе време. Јас се надевам дека задоволни сте, успеавме да одговориме барем на најосновните прашања што сакавме да ги поставиме, да ви ги поставиме. Секако благодарам на вас како доктори и представници од клиниката, благодарам до директорката за можноста да бидете утрово тука. Мери, благодарам што ја прифати поканата да дојдеш заедно со овој тим, бидејќи учествуваше во изработката на видеото и не е мала работа луѓе како тебе да бидат вклучени во пренесување на една ваква порака, бидејќи тука не зборуваме за тоа кој е Роџер, ајде да го сакаме Роџер, зборуваме за многу посуштински, исто така подлабоки теми како може ово општество заедно да го менуваме. Да, јас тука би додала дека и најдобрата порака што ја пренесува Роџер, всушност ја кажуваат пациентите. И кога ќе се види, еве кога едно мало детенце кое што е хоспитализирано, како напредува и колку се радува и колку сега смислата ја наоѓа во шетањето на Роџер, грижата за Роџер. Има уште неколку примери, нели, дека веќе еден од пациентите веќе откако е дојден Роџер си има вдомено куќе. И веќе уште некои планираат да земат куќе, значи целата таа приказна понатаму се ткае и ќе се шири и се надевам ќе се шири и низ други институции и ќе буди вакви позитивни чувства како што разбуди он. Колку би сакала да работам кај вас на клиника во момент. Во таа насока би сакала да надополнам уште нешто. Сите овие ефекти кои што ги опишавме од контактот со Роџер не се ограничуваат само на пациентите. Тука не сме да зборуваме само за состојбите на нарушено ментално здравје, туку Роџер ни помага на сите нас да се грижиме подобро за нашето ментално здравје. Направи една кохезивност во нашиот тим. Сите кои што сме вклучени во грижата со него, ни помага нам, бидејќи здравствените работници и соработници се изложени на високо ниво на стрес, кое што некогаш носи значајни ризици по нашето целокупно здравје и добросостојба. Ова е навистина значајно за нас, кои треба да создадеме основа за здрав и соодветен третман потоа и за корисниците на нашите услуги. Ви благодариме многу за гостувањето во Македонија наутро, верувам ви беше пријатно. Мери и Марко имаат веќе искуство пред камери. Имавме и првенче, се надевам добро помина. Јас се чувствував одлично. Ви благодарам на поканата. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Благодарам.
А сега да провериме во наредните минути дали е подготвен колегата Ване Трајков од Струмица за неговото второ линковско вклучување на една сосема различна тема, меѓутоа грижата и негата повторно во фокус. Имено во Турново, општина Босилово, функционира дневен центар за активно старење на лицата од третото доба. Ване ги има деталите, но само да провериме дали е подготвен.